премиерот Ципрас. За што разговаравте и како ја толкувате оставката на Куцијас? Добро, дозволете прво да споделам моето задоволство овде од моето родно Муртино по повод 20 години штедилница Фулм, една од првите штедилници во Македонија, која што функционира на ниво на здружување на членство, кој што здружува своји финансиски средства, а меѓу себе како Унија се кредитираат заедно. Голем успех е тоа што штедилница Фулм доби најголемо признание меѓу 106 земји представници со вакви модели. Беше избран за еден од најдобрите модели, значи на светско ниво, и ова е прилика да го одбележиме 20 години постоење на штедилница Фулм, како и меѓународниот ден на штедните асоциации. Она кое што е значајно да испратиме порака до сите граѓани дека слободните финансиски средства треба да ги штедиме, заради тоа што тоа е најевтиниот начин да се пласират ефтини пари исто така до нашето стопанство, од кое што пари исто така зависи развојот на Република Македонија. Вашето прашање кое што го поставивте, да, вчера искомунициравме со премиерот Ципрас. Двајцата останавме целосно посветени на она кое што представува перспектива на новиот Балкан на 21. век. Балкан во кој што ќе се гради пријателство, во кој што ќе се унапредува соработката, каде што ќе придонесува за подобар економски раст и развој на нашите земји, на посрекни граѓани и секако на трговија зголемена, нови инвестиции и на крајот подобар економски стандард на граѓаните и на Македонија и на Грција. Секако тој ме информираше за случувањата во Грција, но рече дека целосно станува посветен, дека презима дури позицијата министар за надворешни работи, се со цел гаранција да се реализира договорот од Преспа. Јас сум среќен заради целосната посветеност на Република Грција на овој договор. Можем да ја потврдам целосното и наша посветеност. Негувам надеж дека утре парламентот ќе смогне сили, ќе се одважат и охрабрат претениците кои што пред се представници на граѓаните, а после тоа на политичките партии, ќе се исправат пред историската одговорност пред ова непропуслива шанса за Македонија конечно да дадат пас, потенцирам, на потврдување на потребата за отварање на уставни промени. После тоа следува нацрт на уставните амандмани по кои што ќе се дискутира, ќе се одобрат, па има јавна дебата, има јавна дискусија и на крајот е гласањето за самите уставни амандмани, да му дадеме живот на овој процес, заради тоа што тоа е единствената гаранција за подобри перспективи на сите граѓани, исполнување на нашите стратешки цели Европската унија и НАТО, а секако е шанса која што сите знаеме дека не смееме да ја пропуштиме. Така, не се откажувате од мнозинство, како ќе успеете до крај? Јас верувам. Јас сум верник човек, некогаш и чудата се случуваат. Вие гледате, транспарентни сме до крај, дебатата е отворена. Навистина прифативме многу иницијативи кои што дојдоа од пратениците. Јас сум спремен и понатаму да разговарам за иницијативите од самите пратеници, во функција на она што е дополнителна грижа произлезена од преговарачкиот процес, од прогласувањето на договорот, од кампањата за референдумот, па и до ден денеска, а тоа е да најдеме начин да го зацврстиме идентитетот, да го потврдиме јазикот, да го гарантираме тоа што го правиме дека ќе биде исполнето од грчка страна, да гарантираме европската иднина на Македонија и така и натаму што она што представува грижа, се со конечна цел заедно. Ова да го направиме. Си личи заедно. Треба заедно, по пат на консензус, да се направи, но еве јас, она што верувам до утре, секако е моето очекување дека ќе се смогнат сили, ќе се изнедри енергија, ќе се собере храброст, ќе се сплоти одговорност, за да се добие минимум двотретинско мнозинство и да се даде пас на отпочнувањето на постапката за уставните промени. Така, зборувавте за помирување. Вашиот глас допри до кривичниот совет, па ги повлече обвинувањата против оние лица кои што обвинуваат. Јас се разговарав со Министерството за правда да прашам дали е тоа поради мојот повик за помирување што го испратив. Дефинитивно луѓето си имат обезбедено гаранција, тоа го потврдија, заради тоа што двајца пратеници од петте долго време се бранат од слобода и се редовни на нарочиштата, веројатно се одветните гаранции кои што сега се поднесени во ваква фаза од самиот процес. Судот одлучил тоа да се случи, не ги знам ставовите на обвинителство, на судови, но мене ми е драго луѓето што излегуваат од притвор. Зошто? Заради тоа што од самиот момент мојот апел беше не треба секогаш притворот да биде мерка за да се обезбеди присуство на судењето. Премногу притвори видовме во Република Македонија во минатото и јас верувам дека треба да се посегнува и по други поолеснителни мерки и драго ми е
ако може и ако се случи, а тоа зависи секој од судските постапки, да дебатираме сите во парламентот, тоа ќе биде уште подобро, гледано од историски аспект за Македонија, да бидат и сите пратеници. И она што негувам надеж кај мене, дефинитивно е надежта да смогнеме сили сите и да изнедреме енергија, храброст и љубов кон татковината и да обезбедиме двотретинско мнозинство во парламентот. Благодарам. Благодарам.